Брчиме со Дуле, нова епизода, пак настинат. Не знам дали од кисела вода сум праен или со годините си дојде, не знам што е работата. Абе кажи дека во еден ден ги снимаш сите емисии, затоа си настинат. Секоја емисија е настинат ти во еден ден е. Во еден ден ги снимаме, добро, неколку ме издаде кумбата и се издаде самиот, сакав јас да кажам дека денес и кумбата ни е со нас. Во Брчиме со Дуле за прв пат имаме преуба гостинка, актер, пејач, музичар, Катерина Јовановиќ. Добре дојде, Кате. Добро ве најдов и навистина ви благодарам за што ме удостоевте со ова. Да, заслужен за твоето гостување денес е Никола Тргачев. Се разбира. Твојот другар. Да. И многу сакав да ни биде гостинка, заради нормално се што прави и што има направено. А од друга страна пак сакав да ни биде гостинка затоа што Многу ви е убаво студиото, така? точно и затоа што Кате е единствената, вака што ја познавам, што се адаптира со дијалектот во зависност од кај се наоѓа. Значи ќе ја тераме битолски. Да, значи кога ќе оди Скопје и се враќа и 2-3 дена збора скопски, она збори скопски. Не зборам Да, скопски. и после се адаптира и зборува битолски. И само кога ќе ја замолиме, тогаш малце ќе сврти на валандовски, многу јако ми е тоа. Валандовскиот и од Валандово. Се разбира, тоа ми е кога си зборувам валандовски, си зборувам на свој мајчин дијалект и нормално дека ми е најприроден од Точно, сите. точно. Ама некако си го имам изгледа тоа да си преземам и во зависност од тоа со која екипа се наоѓам, со кои луѓе се меѓу мене, мислам меѓу кои луѓе се наоѓам, ќе ми промакне некој збор. Не знам, збора, не збора, мај кажи нека бит зборва. Прај, не знам. Без разлика ќе ми излезе некој, ќе ми излеца некој битовски. Значи камелеон си се камуфлираш, се приспособуваш на околината кај Па да, ама они тоа ми го спомна, јас не имав такво чувство дека уопште менувам дијалекти. А битолски збораш чапа? Ти си толку малце време тука, одма си почна на нешто битолченка ми се Да преки. изиграваш, а? Ама да кажеме зошто чат збораш битолски. Моментално Катето е присутна во кабарето. Колку време си во кабарето? Па, скоро една година веќе. Скоро една година, Скоро, да. Без еден месец. Без еден месец. Да. Кажи ми како во таа една година, како гледаш на кабарето, како се осеќаш, дали ти е твој добар предизвик досега и дали одлучи правилно што прифати да бидеш дел? Па, најпрво тоа беше моја желба да се пријавам воопшто на аудицијата и мислам дека аудицијата ми се случи во право време. Таман завршив факултет и излезе аудицијата така најнеочекувано, не дека претходно не си размислував на такви некои настани, мислам такви настапи. Веќе ми беше досадено една класична свирка затоа што јас си свирав претходно и со бенд и сама, и со придружба гитара и сама. И ми се случи во прав момент, се пријавив на аудицијата. Претходно немав некој искуство, не знаев што поточно, јас знаев што е кабаре и што се бара, ама не знаев како се одвиваат работите во ова кабаре. И така се пријавив на аудицијата, многу убаво некако ме примија, убава атмосфера имаше, пред жири комисија, што ми се сеа колеги. Да. И така ми кажаа дека сум примена и после тоа си фатив секој викенд, секој петок и сабота сум си во вашата родна Битола. Да, ни пееш и Ви пеам. танцуваш. Значи Уживам. официјално Не, што си најбитно- дипломиран актер. Да. Браво, Па ти не знаеш честитки. Јас мислев да не имаш уште некој испит како што влечката Па не влечкам, јас сум направен. Да, за гледачите мора да кажеме дека заврши драмски, дипломиран актер. Во класата кај Мими кого? Таневска. Кај Мими. Кај Мими, исто Супер. така ти си мултиталент, како што кажавме, актер, пејач, знаеш да свириш на многу инструменти. О, не. Ама знаеш да свириш. Па знам да свирам, знам да чепнам нешто, ама сега... Дали на шупелка Не знам имаш дувано, ме интересира. На кавалт, на... Како го викавме? Таква шупелка е со Не. 2-3 дупчина, мислам, или едно има, исо. Шупелка, кавал Да. шупелка. Леле, Да. како се викаше? Флейта, браво. Да. Па на флейта во основна школа од прво до пето кога учевме да свириме.
мандолина свирев од А ти во музичка беше основно? од 5. Не. Тоа си го имавме како Флейта час имавте во музичко, да. основно? Да, и си имавме ноти и си одевме според ноти. Јас кој што знам кај нас беше мандолина. Да. Добро, И тоа хор, почнавме од мандолина и пето хор. натаму. Од пето јас одев до втора година, трета. Свирев мандолина и бев и у хор. Ама кој и глас нешто беше? одев на часови клавир, како? Кој глас беше во хор? Први. Глас, да, се знае. Не сме, мислам, јас можев да се прилагодам, ама не секогаш бев става на први глас. Да те поправам дека не свирам ништо перфектно, ама чепкам тук там и може да се најде, може да Нормално. се отвири На нешто. крај крајава знаеш да изглумиш дека свириш Па да, нешто. Јас знаеш што имам свирено во животот, еднаш кога глумев Турбо Фолкерка си мавав дајре од цицка. Толку имам свирено во животот, ништо друго. Ама барем и свири, На така? барем Вака ритам го си дирам. фаќа. Да. И тоа е битно, да. Ти изглуми дека знаеш да тропаш. Па види, на тај- инструментите дали од поќе- цицка или со рака не е битно. Инструментите поќе му прилегат на жени, иако не знам са. Зошто така Статистички може мажи има поќе што свират или Вака, Не, да кажам, убаво изгледа кога ќе видиш како жена. пол сме доминантни без потреба, ама жените затоа што се мултитаскинг поќе од мажите. Маж не може мултитаскинг да биде. Во Ма- смисла на гитара треба да свириш со едниот прст нели да фаќаш акорди, со другата црнкаш и плюс треба да пееш нешто. Тоа за мене е невозможно Да, нешто. за мене е Значи, невозможно. Јас не се согласувам дека добро и жените и мажите, ама многу атрактивно изгледа кога ќе видиш маж како свири на некој инструмент. Исто Да, така и за да. жена, ама не мислам не дека мислев совладувањето е полесно за жените да совлада еден инструмент. Па убаво што така мислиш, ама не знам да не е тоа. За жените, јас мој мислење е дека жените се поорганизирани и на работа. Да, До сега да. секогаш дека што сум работел, кај жените било се пиц, пет средно, Педантно. памтат што и да прашаш, памтат одва му запишано е на Јас нема шанси таква работа до толку А, нема ни да јас. бидам организиран. Па добро, ја не сум јас правиот човек за да кажам, малце сум јас од тие похаотични, Добро, ама си водам сметка за работите и сметам за себе дека сум педантна, ајде да кажам. Кабарето спомна аудиција. Каква е процедурата, како дојде до тебе аудицијата? Па јас како што си скролам по социјални мрежи и така тој период не ни барав нешто многу, ми дојде случајно, ама секоја случајно за мене Да. си барам некоја си значење и така скролајќи си, викам леле аудиција, леле баш за тоа што сакав, знаеш глума, пење, играње, танц уедно исто, мислам на едно место. И си викам, јас морам да пробам. Ама колку си верував у тој момент, што е најбитно, Најбитно, за секој да, човек да, најбитно. да. Колку си верував во тој момент, си викам, леле јас ќе влезам, па таму нека биде, нели, нештото. И се пријавив, ми вратија мејл, ми пишаа те молам ако си заинтересиран или прати ни CV. И ми испратив CV, ме викна на аудиција, значи тоа сепак беше изфилтрирано и претходно затоа што не секој што се пријавил Беше добил филтрирано. шанса да дојде на аудиција, тоа во зависност од CV-ата што ги пративме. И така, имаше, не знам колку луѓе имаше. Тоа е цела една голема организација, значи кабарето, тоа е сериозна работа. Да. Која што има екипа која е задолжена за организација. За се, Таму, доста вработени, Да не речам да. како театар, имате инспициент, имате, не знам... Костимограф, инспициент, кореограф. Водители Да. на целото шоу. Значи, една година го работиш нештото и самата кажа дека уживаш. Уживам, да. Уживаш, а има некои моменти. Знаеме се, секаква публика има. Секакви луѓе идат, не можеш ти да ги бираш, фала Богу. Дали осеќаш енергија некогаш? Не можеш секогаш истата енергија да ја осеќаш. Како ние со представите на некоја представа, публиката Да, позитивна, негативна енергија. по-позитивна Да. енергија добиваш или по-негативна енергија добиваш, но како што го зборавме пред, мораш да бидеш чист за сите. Имаш такви промени во настапите Да. од самата публика? Ти мораш да си стоиш и да си достоен на тоа што ти е зададено како задача и што си имаш ти поставено како задача твоја. Ти мораш да си истиот карактер, истиот лик, без разлика дали играш пред еден човек или пред публика, 100 души публика. Работата е што на нас како уметници, како изведувачи, многу ни е битен фидбекот од публиката. И сега, ако нормално, ако имаме луѓе што извикуваат у публика, нели,
Има, викат се дека. Па не се случило до сега, ама зборам како пример, затоа што и во театарска представа и на свирка и на настап музички многу точно. Многу е битно фидбекот од публиката, ти како се чувствуваш внатрешно, можеби они нема да го почувствуваат тоа, дека ти се осеќаш несигурно во некој момент, дека ти се осеќаш под закана, нели? Имало секакви дешавки, мораш да си останеш, нели, свој на своето. Ама на крајот од денот, кога ќе си ја завршиш задачата како што треба, ти си задоволен. Да. А битно е, така како е битно, и има вечери кои што не се забораваат баш поради публиката, баш поради тоа колку се сите. Можеби и ние не сме го ни полу од нашиот капацитет, извините, вртам. Не, слободно. Ни полу од нашиот капацитет не сме искористиле таа вечер, заради различни околности, ама луѓето се толку позитивни што уживаат, играат, нели, ръкоплескаат, се дерат. Тоа ти е задоволството. Тоа е најголемо задоволство. Ние за тоа уствари живееме. Јас си имам кажано уште пред да се нафатам да се бавам со оваа професија, дека јас за тоа живеам. Јас кога застанав на сцена и кога решив, тоа беше момент кој јас кажав за ова ќе дишам, за ова ќе живеам. Беше моментот кога застанав пред публика на аплауз. И тоа, и само си кажав, толку е. Тоа беше пресуден момент, кога кажав јас за ова. Тоа беше тоа е другата што викат. Да. Да, тоа ми се случи у средна школа и претходно знаев дека нешто, сега ја сменив темата. Не. Супер, јас сакам да те прашам следно баш околу ова. Ова аудиција гледам лесно ја помина. Си дел од кабарето и така натаму. Али има една многу потешка аудиција, таа е приемниот испит на драмски факултет. Имам слушнато многу приказни, добри и лоши, позитивни, негативни, плачки, веселби. Јас бев исто студент на драмскиот факултет. За жал таа година кога јас се запишував немаше глума и мене ми беше саедно дали ќе одам на глума или монтажа. Па на 3 години има една година се скока. И баш ете имаше за монтажа и реков второто најдобро што го сакам. Супер. Па да, сакав на двете работи. И ете се запишав на монтажа и исто го поминав низ тој процес приемниот испит што како X фактор, со прв круг од паѓање, втор круг од паѓање, трет круг. Да, тоа е најголемиот тренинг уствари. Во монтажа беа најдобрите 6 души на секои 4 години. Тоа е уште пострашно и од глума, пошто глума ако ете паднеш ова година, може ќе пробаш наредната пак овде нема пробување, али сепак и за глумците еден многу стресен да речам период, еден процес кај што сваќаш дали си спремен или не. И тоа е нешто да се фрлат у оган. Да, може да испаднат како губитници, а оној што воопшто не се надева дека ќе биде дел од факултетот. Да. И сакам баш да ја слушнам твојата приказна. Знаеш како, има некој, извини се, ова само морам да го кажам, познавам луѓе што не се откажале и не излегле од тоа како губитници, току се вратиле следна година, например, и изгазиле. Точно, и буквално точно. биле меѓу првите што ги примиле. Ама тоа е добрата волја, тоа е нешто што не влече. Ако сум кажала дека за тоа ќе живеам, јас ќе се вратам. Мене ми имаше професорка прашање, ако не те примим оваа година, што ќе направиш? Кажав, ќе дојдам следна. И тоа е, мислам дека и нештото што на професорите им треба, да му порене, ќе се даде или ќе можам да му верувам. Инаку јас имав како и повеќето. Ако му речиш, би ќе одам за сметководителка и тречат слободно. Да. И ти не си за тука, Да. Затоа што за мене не постоеше друга опција. Јас си зацртав глава. Ништо. Да, ќе биде поврзано со уметност, затоа што мене место не ме фаќа и да ме сместат, нели, сега да не правам можеби некогаш во животот, не знам со што ќе се соочам, ама не сум, јас цело време морам да сум у движење, морам да сум експресивна, морам да, нели, таков карактер си е. Па да, углавно тоа. И си реков, ако не е тоа, нема да биде ништо друго. И кој знае што ќе беше за мене. А толку се тешки тие филтри на драмски за актер што се во приемни? Па реално, јас така викам, ако си добар, нема како да не те примат. Освен ако има огромна конкуренција. Так. А ако си лош, шо и да правиш,
Нема да. Да, ама сепак е стресно. Сакав да кажам дека целиот процес Да. е стресен без разлика дали е тешко или не. Да, И јас на спремните и на неспремните им е исто шокантно малку, тешко, да, стрес. има на пример јас затоа што сум од Валандово, родена сум во Валандово и таму си живеев допред да се запишам на Валандовка. Да, Валандовчанка. Валандовчанка. Да. И таму се живеев пред да се запишам на факултет и јас претходно се немав сретнато. Јас сум па дури не ми е срам да кажам дека не следев толку театар, јас гледав представи на YouTube, јас гледав што ќе ми дојде до Струмица ако сум била и од школа што не носеле на театар у Скопје. Јас не сум била толку допирна точка со Точно. со театар. И Не браво. сум имала нешто некој предок што ми се бавел со Цела таа среќа професија. што си ја имала што ете во тоа твое време е имало и на YouTube да гледаш представи. Порано Да. немаше. Па овие например, старите си Океј, нема врска. YouTube го има. МНТ си Го си фати има. YouTube да ги има Да, представите. да. Тој порано ние кога бевме да речам јас како кажувам како да сум 60 години. Да, ма ти си од Битола, а тука има театар. Има театар, Е, да. тоа е многу... Точно, да, да, јас затоа те сватив. Затоа што, може би јас сум сакала, ама не сум Не, била... имала прилика. Не сум имала каде, прилика. да. Може многу работи би биле поразлични, може би и немало да сакам да се бавам со оваа професија. Знаејќи се претходно, нели, ако си пораснат у театар, можеш и да бираш. А јас мислев дека тоа е се. И дека светот, и јас уште тврдам дека за мене тоа е се. Ама кај бев? Се заборев. Тоа буквално. дека ми беше стресно искуство на ФДУ и ама до тогаш се немав сретнато со такви некои предизвици, на пример, прај го ова, читај временска прогноза, текст како поп или читај Да, како тоа тоа за мене беше, беше научна фантастика, ама јас се пуштив у тој момент и си викам ајде, шум си тука, нема да се враќаме Нема дома назад. така. И после тоа не само што јас плачев, кој ми соопштија, и моите плачеа од неверување, затоа што сите бевме со некоја доза. На Они резерва. беа со доза, они има резерва. Од дома се доста, поддржаа но тотално, они од браво. првиот момент они беа уствари тригерот зашто јас почнав да се бавам со ова, зашто од мала сум ја имала изгледа таа самокритичност и сум викала не ме бива, они ме виделе у некоја представа приредба. Така. Чорбаџи Теодос беше првото што го играв, у основна школа второ оделение, трето, така нешто. И си врзале у крпче дека мене ме бива. Да, чупево го бива. И мене кога дојде време да се работи аматерска представа у средна школа, ми кажа дојде некој режисер од страна и оди пробај те бива. Не, и тука плачки. И си викам да не бил тој момент, немало јас да се најдам, можеби до ден денес, не знаем. Ама ти си сега млада актерка, да речем, сега дипломираше пред една година, така рече? Да, лани. Лани дипломираше, пред тебе е светот за да почнеш да се занимаваш, ама сега во моментот поќе на пеење, мисли некако. Па И двете во кабарето, да. И двете, затоа што јас не си го не можам да го искоренам. Во било што и да правам и кога пеам, ги користам оние не знам, способност. Па да, имитација, имитација, импровизација, да, цело време не го изоставам тој дел. Која песна најубаво ти лежи во кабарето што пееш? Дел од репертоарот твој? Па варира. Моите песни Имаш некоја омилена точка од цело кабаре? Например, има песни што тен ми лежеле, па сега не се на репертоар, па пак се додава. Во зависност од тоа, нели, се менува, си подлежи на промени, да. А најмногу што ми лежи од кабарето. Според твоето се, да речи се, Според сега кога ќе досетот излезам мој, ќе македонското ми лежи. Каролина многу си ја сакам и знаат многу често тоа да ми го Зошто Каролина сите си ја сакаме? Не, ба баш заради тоа. Да ми го кажат дека дали сакајки или не сакајки провлекувам некој, Го не имаш знам. незиниот шмек? Па не, јас дека многу ја слушам и дека многу ја сакам и почитувам и така од мала си ја сакам и прва, сега кога сме веќе кај неа, првата песна, првиот мој настап јавен, првата песна што ја пеев беше од Каролина. Ти И тоа знаеш пак колку под време, иницијатива на мајка ми. Жива и здрава, да. Која песна? Она ако не била јас, Која песна? Да, ја пеев Птица малечка. Птица малечка. Првиот пат, да. И инаку сега имам во кабарето една македонска од неа.
се лажам себе и така македонското, особено од неа, мислам дека ми лежи. Кумба нареден викенд одиме да видиме. А вие Дефинитивно. стварно срамоти што не сте били. Јас веќе најавив нареден викенд дека одиме. И то ми рекоа во петок е поубаво сакаш да уживаш во кабарето. Јас имам ојдена 2-3 пати, ама сум стар некако за толку касно да седам. ама- Да, Да, јас знаеш што имам чувство дека во петок убаво е, ама луѓето повеќе се забавуваат во сабота затоа што се опуштаат, изгледа од петок се уморни од работа Да. и ама не, се има случувано и повеќе петоци да гужва е има многу. сигурно во сабота. Да, и се полни Па, после слободно полноќ. изгледала, затоа. Па затоа јас петок И си многу го луѓе прогледаш, работат да, сабота. да е малце по не сакам Во гужви. сабота од сам старт има е полно, а во петок постепено си се полни и си се Имате празни. уште девојачки тука невеста Да, во да, да, прфред со цело време. другарките. Да, Цело там време. девојачки. Девојачки Да, не само момачки. тоа работи до покасно и Бајне. Да, тие се многу интересни моменти. Претходниот пат па има кога бев- роден ден и па им пееме Happy Birthday. Значи се посветува внимание на гостите во Секако, Да. секој случај. секако. Па тоа е интерактивно цело време. Знаеш, Па за тоа они секој луѓе. викенд напорно ти е, Се навикнав. се навикна. А моментално во Скопје седиш. Да. Кабарето си го работиш кабарето, петок, сабота идиш, имате вонредни проби, сред недела идиш, не идиш, друго што работиш во Скопје моментално? Моментално во Скопје се стационирав затоа што имам такви неформални обврски, ангажмани, нешто рекламче, спот, не знам, видео рекординг, мислам voice рекординг и такви некои ситни работи. Што друго правам? Си тренирам редовно. Одиш И- у теретана или тренираш Да, некој спорт? па да, Теретаниш. од теретана, да. Значи се посветваш на самата себе. Па да, тоа не е искоренливо е кај мене, Не затоа што искоренливо. од само раѓање имам некои такви, мислам, Си и се предци, грижиш, си се ама и грижиш за сама. Се ама и роди гени, 2 крена. гени, 2 гени, килограма. гени и да, си се бавам со спорт од најмлада возраст. Сега, колку што можев да подископам нешто, а и ти што ми кажа, имаш глумено во 2 турски серии. Негде прочитав дека како мала си гледала турски серии. Фериха, имаш Фериха гледала? Ферхунде? Не Ферхунде, Не, Фериха. Фериха, не. Фериха. Не Фериха, Сум гледала. Фериха беше серија со една чупе многу симпатично. Јас во живото турска серија не гледав. Чупето од прва до последна епизода плачеше во серијата. Јас не знам како издржа брат да снима цела Ама не серија со последно, и плачење. тешко е. Тешко Кога ти е. се плаче, ги плачеш, ама кога не ти се Секоја плаче. епизода ја расплаква, гревата ми беше за чупето. Има и вештачки солзи. Ами добро има. Добро, иначе му дехидрира втората сезона. Српска. Си гледаше турски серии. Па малци излажав. Не излажав. Сум пратела, ама не дека сум била фан, Така, и не така. дека и баш ми е криво што сум ги гледала и синхронизирани. Да. Можеби тоа го сватив сега затоа што да сум ги гледала на турски. Има луѓе што ги гледале на турски и сега баш течно го зборува турскиот јазик, а јас имав проблем со тоа. Кога снимав турска, мислам кога бев дел од снимањето на турската серија. Како се викаше? Балкан Миниси, а втората е, не ја знам на турски, Мирисот на минатото се вика таа ланија. Бев епизодна улога, се појави. Да, беше тешка комуникацијата, затоа што таму не работеа многу македонци и цело време имав преведувач од англиски што нели режисерот ќе каже едно, јас затоа што не можам да го разберам на турски, ќе ми го преведат на англиски, па јас ќе дур го процесирам. Да. И тоа зафаќаше стварно долг период, мислам време. Ако треба да биде одма, тоа ќе биде за 5 минути. Ама сепак убаво искуство, не се жалам затоа што секој излегување пред силна. камера е многу. Да. И тоа се докажа во првата серија, тука немав многу време во втората, во првата серија. Кај се снимаше, таа беше во Маково што се снимаше? Да, таа беше Да. таково и Како во се помина, Скопје. Во Маково. Убаво беше. Ти заедно инсекти. Не, па не ги осетив толку. Си седев на топличко, ама на топло, па лето беше. Си седев на затворено. Што ми беше муабетот? За првата серија. Да, дека таму тоа беше проблемот и дека се снимаше долго време и цело време беше од
да ми се каже, да ми се пренесе, па Види, тој проблем беше комуникацијата, да. Оти режисерот, ако зборал на турски, тоа што сакал тој да го пренеси, не може преведувачот на ист начин. Да, па баш И тука тоа. се губи. Ама и Малце. турците се Дел. познати по многу долги снимачки денови. Ми текна кај ми беше муабетот, дека кога тоа се докаже во добра организација, они секој недела, секој вторник, вадеа нова епизода на нивната телевизија во Турција. И тоа значи ти снимаш сега во петок, веќе вторник има епизода. Да, се правилно. И тоа треба да си стварно. Да. Треба сериозно Па да Да, да се сите- работи. Сите серии ги работат на тој начин, пошто гледат гледаноста таму. Да. И се ако не си популарен лик, ќе загинеш по 2-3 епизоди. Ти значи така работи. пишат да додека трае тоа. Нема дека првен вече. снимаш сезона па ја Не, даваш. не. туку- Цело време. Цело време. И ако има Фабрика. сега да фали некој лик, ќе го сменат. Да. Или Ќе го ако сменат, не? некој стани популарен лик, а бил пример, не знам, некоја епизодна улога, ќе стани главна одма по неколку епизоди. Се менува приказна. Не. Ама ги учев репликите што требаше да ги кажам. Тешко ти беше изговори такви Па работи? не, сега не се соочив со многу текст Добро. за да ми биде тешко и макотрупно се е возможно. 2-3 реченици беа упрашање и имав другари што ми помагаа, што знае и тоа. Дон Дурма знаеш ли? Не. Сладолет. Сега знам. Не знам 2-3 збора. Ние се зборавме. Добро, па ние- Учевме турски. Кога бевме за Латвија? Да, ама ние збораме турски Интернет. обитола. Што беше со Латвија муабетот, ја кажете? Со Кате бевме заедно во Латвија на Како се проект. запознавме? Латвија, таму Да. се запознавте? Да. Ова беше како испланирано, сега кажи. Со ти спомнавте преге Латвија нешто со Кико Прашалници, двајцата штурци сбевме. Па знаеш, јас си одам по проекти Да. и А извини што те прекинам само кратко, кога? сега летото. Ова лето бевме околу јули, мислам дека Август. беше или август. Да. И знам дека откажа многу луѓе од екипата што требаше да одат на проектот. И ми рекоа најди било кој, значи да се наполни Било кој. тимот македонски за да ја представиме како што треба државата. Не било кој, туку. И јас стварно барав на секаде, ама пред да најдам нејзината колешка Кики Плиш, поздрав до Кики. Ки поздрав, Да. каже тука да биде. Рече немој да бараш никој, јас ја имам најаката другарка, Срце. колешка од кабарето. Ова не го знае. И таа се плашеше дали Е, Кики, ќе во ни кабарето, одговара не знам. нас Кате. Не знам. Значи вика да не се секираш, многу е кул, многу е откачена, open minded така и Што е најважно? викам Па за такви проекти, да. може да се заебаваме, викам да правиме мајтап и прифаќа мајтап, да, готово, зема ја. Зема. И како се кликнавме сите во екипа, толку ми беше убаво. Точно. Сите Уствари. млади, Уствари, шлакнати Освен помалце. јас. ама они Сасвим беше пафа. млади. Они беше, како беше како ти беше Гренпа. Грем? Гренпа бев Како јас бе, таму. Гренпа, Па бе? имаше од 16 години деца, јас брат сега за види, еве млади. кај да Задал е се му 35 беше ќе едноста прав. таму, е, да? Ама бев не нормален брат, то нормално најдете сум кој ќе сакам. Тоа ми се Гренпа. адаптира, да. И таму снимавме филм, са за филмот ги ти каже Кат. Да, за тоа Е, беше. ти кажа дека катето не ја искористија, кажи што кажа? ајде. Да, беше многу интересен проект. На проектот бевме неколку различни тимови, мешани од сите земји. Имаше музичари што компонираа музика за филмот, имаше филмаджи, имаше Углавно актери и така уметници натаму, беа да. сите од проектот, И така така беше. и така ја најдовме Кате, значи му реков јас на сите барајте некој што се интересира од уметност. И Кики вика Кате знај да пее, да глуми, свашта Се знае. готово, Се викам може. зема. На Знај смеа, викам на да весело. направи грашак манџичка знај, зема ја викам, Знај. се знај. Иако не беше готвачот. Не, овој проект нема, Знаеш да правиш? Манџа? Да готвиш? Се учам сега. Па од скоро живеам сама. Сама скроз. Претходно сум имала цимерки, па со сестра ми сум живеела па ова. Ама сега пробувам, а и не сум лоша, И искрено. нормално, па зашто да си не готвам фаст и фуд? цело време се фалам на мајка ме, види што сготвив сега. со мама си на не се телефон? верува. Па Сега повеќе гледам колку- на интернет затоа што се имам и не ќе Туку да да. замарам друг. А и нешто. Не реков да ја сакаш како на мама рецептите баш. Да. рецепти, И од баба ми се зимам рецепти. Рецептички, да, одлично. Ете се и Грен па ќе му пушти некој рецепт, чим Грен, па. сакала да готви, јас не знаев.
А некој пат можеш да останеш и недела да направиме една дружба и ни готви кумбата, да Да. ти помагаме. Секако, да. И ќе видиме, а може и ти ќе смешаш нешто да видиме од тебе. А, сега не си го Не, фаќајте тоа. не. Јас ќе уживам у Ти ќе недела. јадеш, Ми дојдам да, ќе бидам да. гостинка, може да. И шо беше снимањето? И беше многу интересно, стварно, екипата воглавно филмаджите сите беа од Чешка, од чешката школа за филм, една па не една, туку најдобрата во Европа. Француската и чешката школа се најдобрите. И На таква брат екипа што да речам чеси сите беа многу посветени. И беше многу интересно, пошто се однесува премногу професионално со нас. А не знам кате може има во попрофесионални проекти работено, ама јас со солза и смеј така натаму, знаеш на кој принцип работевме. И тука одбира до ситници, алишта, дали да ја носам таа шарпа или не. Многу беа Кажи. организирани и јако и баш заради тоа што го имаш, го знаеш тоа дека се аматери и сите се трудат за доброто на сите, за доброто на проектот, за доброто на продуктот. Многу беше убаво, многу беше симпатично што беше баш сите за еден. И се труда. Продуцентите ви каже за 10 Да, минути да, имаш да. цена. Да, цело преако. и костими се бира и се позајмува еден со друг. И не знам, имаше таму луѓе што си живеат и ние им користевме нели станот, фамилија дома куќата. снимавме. така. И ствари пола село беше нивно, не знам колку куќи. Да, и човекот си гледа телевизија во дневната, ние во салону му снимаме. И беше интересна и што вика Кумба навикната нема врска. Јас баш отидов на тој проект и немав никакви очекувања, Точно. ама сум била претходно на 4 проекти. Овој беше четврто ствари. И немам никакви очекувања, ама знаеш дека ќе си поминеш убаво и знаеш дека сите луѓе се дојдени за едно нешто, за дружба, да се заедно да се запознаат, да се споделат искуства, да поминат време и стануваш толку близок со луѓе што вчера си се запознал и после 7 дена не ти е јасно дека треба да си одиш дома и дека можеби нема да го видиш во животот. Не, може да го видиш, ама многу ретки случаи се тие, ако одиш на 15 проекти, како што бил Кумба, да, и ги начеквам. и да ги начекаш, ама Да. не можеш со сите луѓе да останеш во Во контакт. никој случај, не е да, возможно. да. Значи вие кликнавте како екипа цело. Многу, Да, премногу. Затоа и така. И Мими беше со нас. Да, и ми беше. Не знаеш каква екипа бевме. Мими, Кики што Плиш што Плишка. работи со неа. Јас, Кате, многу јако се побина. Да. Значи све ненормално на едно место собрано. Сега, Фала. Кате, од преге мислам да те прашам нешто. Да. Но некако ја префрливме топката само на глумата за пеењето. Разбрав дека некаде си добила прво место на некаков си надпревар нешто. Дали може поќе за тоа да ни кажеш? Паќавмеше ме глумата и тоа беше... Да? второ место земав за глума, прво место земав за пеење и апсолутен победник во Рим на Европско првенство за изведувачи, сценски изведувачи. Така. Значи имаше и надпревар во глума и надпревар на истиот Да, имаше фестивал. повеќе категории, јас се Така. пријавив во 2 категории. Првично поминав тука во Скопје имаше како надпреварите, Кастинг, не така. кастинг, надпревар беше, јас исто, како и претходно што кажав, вртејки си во 2020 година на Facebook, Се скроваше. си најдов, Значи луѓе што почесто да скролате, таа се си најде. Со Ама скровање не, животот си некако го прави. универзумот ми праќа. Јас сум убедена во тоа, си викам ќе си најместат коцките и не си ставам толку. Мажи, многу пазете, се при може TikTok. скролајки дечко да си најде. Пазете. Кај знаеш дека не Сега, е дечко. Пример велам сега, не мора да Па откриваме немој се. сега така. Точно. И да, во 2020, значи јас бев лани на надпревар у Рим, а во 2020 го фатив Мидермајер на свадба. го фатив огласот и се пријавив, ама тогаш ми беше како уште не знаев Скопје што е, мислам, се немав запишано на факултет, ама фати короната. О, И јас ти, платив значи, за немаше мојата преглед. апликација и тоа толку се откажа тоа затоа што фати корона и се откажа. Да. И после 2 години ми се јавуваат на телефон и ми викаат Катерина дали ќе можеш да ја реобновиш твојата апликација ако си се уште заинтересирана за ќе се одржи надпревар во Македонска опера и балет за сценски изведувачи во 2 категории што си се пријави ти
Јас си викам да, ќе си ја реобнова. Да ја платиш или не? Не требаше, се ти е платено, само ја обновија. Стоеше платено. Јас ја реобновив, а тој ден ми беше најстрашниот ден, се враќав од Грција, ни се дупна кола. Јас тој ден кога требаше да се појавам на надпревар, ни се дупна гума на сред Грција, на сред пат у Грција, со мојата фамилија бев. Немаше кој да ни помогне, јас викам не стигам на надпревар, ништо од мојот сон, затоа што јас мислев унапред, нели, цела година унапред, ако земам тука прво место, одам на европско и ако одам на европско, знаеш, имаше некои интересни демек награди, Бродвеј, ово оно, ништо од тоа не сватив сериозно, ама си кажав, абе, барем до Рим да одам, не ќе биде лошо. Точно, И- не губиш ништо. И ми се дупна гумата и сите се гледаме меѓу себе, викаме, што правиме сега? Сум поминувала 2 граници со пасош у рака. Дали ме верувате? Истиот ден, кога бев на надпревар у МОП и бев со ни рандом луѓе, се качи во кола. Автостоп, а? Луѓе од Само Гевгелија, да се стигне, ја поминувам беше границата, нели, пешки, со мајка ми и со двете сестри позади мене, татко ми оди 2 на сат, затоа што он ја смени гумата, стигнавме некако до граница и на граница имаше огромна колона, се симнавме од кола, ние 4 тргнавме напред, за да најдеме превоз на бензинска у Гевгелија, за да тргнам јас за Скопје, за да стигнам. Хаос. И викам, леле, универзуме, фала ти. Така е. И одам со едни луѓе, прво ме одбија 2-3 парови. И Вака викам, чупе го одбија. ме одбија, оти ме видоа со... Резил да ве јади кој да сте. Ме видоа со вако со ранец и вако целата поцрнета, цел ден сум била на плажа. Циганче, нема Се врска. плашат од имигранти. Да, страф им беше, Пошто ако ама не личев до толку сега. транспортираш имигранти. Се најде еден човек што го познавам, другар од Гевгелија, на бензинската баш, поздрав ако ме гледа, и он вика, јас ќе прашам за тебе, отиде ги праша едни луѓе и се мисля, викам, ти се молам, само се молам, викам, ај, знаеш да ме однесат само. И ме однесоа, се супер помина, луѓето фала им благодарна до ден денес, и ме однесоа до Скопје, од Скопје трчање на вакво, на надпревар, и си ги земав двете дипломи и во вакво прво место и во глума и во пење. Веројатно и немаше толку голема конкуренција затоа што не беше расчуен толку на премар. Абе, Па директ како тај да е? влезе на купачи и во опера и балет со пасошо. И Имав победнич. песок уште на патиките, песок имав. И да, и пишав право на мајка ми, бевме договорени од претходно, ако одам у Рим, не се смееме тука, неверување. Ако одам у Рим, јас ќе ако одиш во Рим, ако те изберат, идам и јас со тебе. И среќа, мајка ми се најде во тие моменти најмногу, затоа што она знае италијански и баш поради неа знаев што се случува таму. Так. Се беше на италијански, европско првенство беше на италијански. Си ги почитуват јазиците. Да, и мајка ми слушаше бројки, имав тука бројче закачено. Влегов после тоа у финале и така се случи. Се случи и прво И си место. добив прво место во пење, второ место во глума. Па јас значи со Ти право се сум, вратив. со право сум ти го извадил прекарот што ти го велев во Што ми Латвија. каже? Не се сеќаваш како ти вика? Шакира за сиротињи. Оти за сироти. Ти секогаш беше така навлечка, знаеш, по некој куси панталончиња. А, да, Casual, и да. Шакира А од од овде нагоре Македонија. Шакира ти е Па иста. На неа не подсеќаш и во косата, во гласот, во потезите. Јас викам Шакира за Јас сум сироти. поласкана, тој комплимент, стварно. Да, Па прво добро место во намерено. пеење, дај за пејни нешто. Ама вие да одберете. Сега секогаш не спремно ме фаќате вака. Ние ќе одбериме, правиме Милион говори. песни знам, ама у сите ситуации вакви не знам да изберам, да ме убие шта не ми. Каролина нешто да не спеш. Да си одбериш еден. Знам која! Знаеш, Дали ја знаеш, ама да ја испеш? која? Само си ти месечина од кој беше Каролина или Калиопи нешто? Да, ама текст не знам. Барем Само дуре си гух. ти месечина од ова небо што ме покрива. Само ти, никој друг, ке ме спаси во далечина, ке ме прати во далечина. Заеден заеден сон, заеден. За мене малку е Малку потребно. Малку е потребно. Плачеме. Срам да ми е, плачеме Така во нека. себе, а јас не можам без тебе. Браво!
сакам од Каролина. Ајде, добро. Значи, од Каролина Од сакам. Каролина. Битолското чукче. Ај, кажи одбери една од Каролина. Ај, може ли нешто што е препеано од Каролина? Може Или имаш се. омилено некој? Првен сакам ти, па ќе ти кажам за омилена. Ајде, мене е многу драга песна. За нас почнува живот со ново име и нова страст. Сред нешто сиво сме нашле едно цвеќе што расте веќе и цвета тоа в нас. За нас почнува живот од овој час, од овој час. Браво. Браво. Ала виж? Може и са мојата? Ај, твојата, која е твојата? Кој да ми запее? Од Каролина. Тешкичка песна. Абе, рефренче! Рефренче само не Ајде, мора. малце ќе ја спуштам. Еј, што ми беше срцето живо, еј, што си имав со него живот, ах, што се скина небото сето, жедна сум жедна за Бог. Кој да ми запеко. Браво, Те- ка тебе. Те Blown задоволна? away. Blown away, он е Фала. омилена. Прв пат ја слушам вака официјално да пее. Ја слушам во Латвија, ама нешто така, нешто нисходни. Па јас цело време си пеам и ми Така, имаат да. забележано неколку луѓе, доста луѓе, дека вика и кога си расположена пееш, и кога си нервозна пееш, и кога си под стрес пееш, а јас не се осеќам. Изгледа тоа веќе дел од мене станало Дел од и животот, дома сум точно, цело време точно. нешто Си мрмкање, потребуваш. пеење, да, у себе. И ќе бидиш успешна се дуре дел од животот, дури не го гледаш како обврска, како Да, леле да. сега јас треба да пеам или не знам, да се спремам, да се подготвам за пеење, не. Да. Да, да. Значи весело низ дома. Весело низ дома. И едва и чекам да си одам дома и така секогаш е дома, мислам дома е најубаво. Баш Кај ти сега е го дома? осеќам тоа дома Кај- ми е кој го осеќа? Валандово дома. Валандово? Кај Секогаш што ќе се ти биде моите, дома, не, да. дома е чувство, Да. како викаат. Дома е чувство, ама кај што сум родена и кај што се моите. Моите да се тука ќе ми биде дома. Така да, Кај што ние ама сме дома е видели. сегаш весело и среќно, распеано и кој да сме заедно, тоа е најбитно. А некој друг од фамилијата има со пеачки способности? Па има по малата моја сестра, инаку немам предок, што воопшто се бавел. Дедо ми имал некои вокални способности, што не толку ги експонирал и си свирал, изгледа хармоника си Рекреативно. има дома, да. Ама За и свој знам речи. дека си пеел, онака имал слух, ритам, се. А инаку друг не познавам, што ми е нели крв, а се бавел со ова. И по малата моја сестра, она има пројавува сега Афинитет. пее, да, си пее, ама не се усмери кон тоа, не Па има добро се. да се бави со музика. Има... Она си го има како хоби и си го има доста квалитетно. Така. Па не сумљам, еве, посумњам. Ама никогаш не е касно, зашто да Да, не. да, како што рече ти... Не, јас да сум живо и здрава во фамилијата. Другите се и по големата сестра и по малата сестра, они се, како ги викат, вундеркингс. Вундеркид. Они се тие за барем за мене како Па не знам дали и ти однаплажа директно во опера и балет за мина и после освоја прво место, ама секој со способности. Повлече. Ајде да не почнем за нив за мене емисијата Вака, сега. знаеш, што ме интересираше да те прашам јас како човек што се бавел со глума, сите имаме некакво омилена, да речем, омилен жанр. Дали е комедија, трагедија, не знам, драма сакаш и така натаму. Кај се пронајдеш или кај ти е, да речем, онака најтопло во театар? Во каква представа не знам, ти е најпријатно или мислиш дека можеш да постигнеш најмногу? Не сум размислувала така жанровски што најмногу ми одговара, ама најубаво ми е кога ќе имам предизвик. Кога ќе тоа е, мислам и дека најбитното нешто за секој еден актер, ќе се најдеш
и во трагедија, и во комедија, ти треба да го износиш ликот и треба да осетиш дека ти е предизвик, дека ти верува, дека сам веродостоен, треба да имаш Точно. ти верба у себе и да веруваш тоа што го интерпретираш за публиката да ти верува. И немам омилено, ама што и да е, ми е драго и ми се игра. За тоа живеам. Ти многу актери види, многу актери што се многу добри професионалци, зборам изврсни актери, например се плашат од комедија. Не можат да. Па не ја подценувам комедијата, тоа е најтешкиот жанр, да. А некој друг па Да. се плаши од сериозни драми, од трагедија, знаеш, од некоја таква мелодрама, му е потешко, пошто е, не знам, мајтапчија, весел човек. Јас сум пробал еднаш или два пати, не ме бива за ништо се, мислам, не зборам за сериозно, туку не можам да те расплачам, да те насмеам можам, да сум сериозен до некаде можам, ама едноставно не ме бива. Си го имаш тоа во себе. Парите со тепувачка, сите плачеа на сцена, јас се мачкав со викс за сцената за да ми солзат очите. И после ми тече уште 3 сцени, кај што не требаше да плачам. Јас имам тајна за мене, јас можам одма да заплачам. Да, јас плачам на комедии, значи плачам кога ќе се смират, некој пар се разделва, па по некој време на филм се смират, тука плачки, Британс Got Talent, по таму плачам, турнам, пошто ќе намерно правам за да базеро плачеш. кој ќе го ударат плачеш, а? Да. А сега имаш ти нешто спремно за катето, да видиме дали ќе расплачиш, ќе насмееш. Ката јас мислев многу време што некој така, некој пранк, нешто, некоја игра, нешто, и сватив дека не мора да биде пранк, може да биде нешто баш сериозно, ама сепак смешно. Така да се пикнав под дрво и под камен и набавив детектор за лаги. Не ме прашувај од каде, не ќе да ги откривам изворите. Ајде, ќе се видиме ние. Од МВР, значи си имам јас инспектори, пријатели, така натаму, ми Знаете дека ќе ми дадоја. изненади со нешто. На 2 сати го имаме да го искористим и морам да го вратам. Па може и после джинглот. Може, тамам да ја спремам опремата, само да ја прашам прво дали се нафаќа како наш гостин, нема да има незгодни прашања во смисла на нешто безобразно, не те прашуваме. Интима си е интима. Не. Ќе биде нешто пак поврзано со тебе, со твојот карактер и со работата. Се прифаќам. Yes. Се враќаме со после опремата. кратката пауза. Кате се жали ке со несвестела, ова е Ајде, многу куме. интересна работа. Види, луѓе молат да бидат тестирани на детектор за лаги, некогаш не му дозволват, а ти ова Јас не знам кој моли, ама Ајде, Дуле, ова кој да намекнува не е нормален. начало. Ајде сега, Чичко Дуле. Чичко Дуле. Топ, имаме Хаос доволно. мајсторот. Супер. Леле, се надевам дека добро го намести. Да. Чекајше кирчето, вака да се... И ова на прстот, Одиме на показалецот. На показалецот и пушти го. Се лакирани ноктите. Што го се тресат. Точно. Баш ме интересира како ќе биде ова. Ама добро. доста ми правите стрема. Не, гледај јас колку сум опуштен. Па ти си опуштен, не те тестираме тебе. И јас сум... Супер ти е. Ајде. Неколку прашања, прво ќе почнеме само за да го тестираме дали е окей. Одговараш само со да или не смирено. Не мора да гледаш во мене, сакаш во една точка, гледај, не е битно. И само си одговараш со да или не. Ке си земиш воздух, да, не. Не мора да знаеш стрес и такви работи. Прашање број 1. Дали си родена во Валандово? Да. Добро. Дали твоето име е Катерина? Да. Да, добро. Дали сметаш дека си најуба во цела фамилија? Не. Значи, тука нешто... Сериозна си или не? Па не знам. Не знам Дали- што така. Ќе ти го повторам прашањето. Дали сметаш, ти самата дали сметаш дека си најуба од цела твоја фамилија? Не. Абе, Аби господа, Сметаш, најуба си. од 3 женски, 4 женски дома. Добро. ова лажи. Следно прашање. Дали некогаш во шопинг имаш сменето цена на алишта или на нешто за да го купиш за поевтино? Не.
Како да не немам, жи ми се. Ова нешто не е, море. Добро, некогаш, например, не знам, Не. нешто ситно што коштало 600 денари, си Абе, взела 5 нешто. денари не осмијането со 10. Ова е чудна работа. Ова се удира? Ме удира. Боли. Не. Добро. Ама сега... Не го детектор повторуваме, знам, не да, го повторувај, боли ова. Не, грешка, нема да го повторам то. Одиме на следното. Дали си била во Латвија? Не. Да видиме сега. Ова беше Си пробно. била. Сум била, се разбира се, зборам. Не сакам да пробам. Да. Дали си била во Латвија? Да. Добро. Дали сметаш дека си најака во цело Фелиција? Не. Требаше да кажам да. Да, требаше. Значи боли ова, стварно. Да. Боли? Да. Имам уште две прашања, боли. Зашто такви прашања? Имам уште две и готово. Тоа не мора да јас злетнав назад. Ајде. Дали имаш смувано битолчанец? Не. Колку Ти што битолчани? притискаш таму? Јас ништо. Жими, сега да не кажувам да се голна. Мими. Немаш смувано? Ми сакам, сум сакала, ама не. Сакам, ама не. Значи не е ќела чим свири пак. Знаеш како? Изгледа се возбудувам од прашањето. Готово, ајде последното и... Ау, боли. Да. Камо да сум смувала, леле. Дали дуле ти е убав? Да. Еј. А беше направи. Се извај. Ништо. Како Инаку? бе не? Што требаше не да кажам? Па нема смисла тоа. Не знам. Сега тоа е убав, не убав. Има смисла. Тргни го само да се кажа. Убав е изваден. Убав е широк збор. Да, па тоа јас тоа сакам да го кажам. Браво. Шо браво? Значи- Дека ме утепа у главата ми е Фала продукти. многу. Инаку А исто така? убав, само да кажам. Убав ме човек. прашуваш мене за убав човек, е многу голем Кажи. збор. И јас не го гледам како убав личен, убав како убав на лика, убав по физиономија, гледам убав како најширокиот Сега го пој. извади ова, за да не му А свирни ти таму, пак да... па нема... Ти требаше да прашаш дали Кој дете е дете? симпатичен. Не, ова вибрира многу. Фала ти кате пред се што го прифати ова. Фала му многу на најјакиот човек, Јоцо, што ми дизајнира се што ќе ми текне. Значи му реков, брат, сакам да ми направиш фейк детектор за лаги и тој рече, дај ми 2 сати ќе го имаш. О, И ни го фала. направи. Ме утеши. Прекрасно, Ме супер. утеши да ти е фейкот и стварно се замислив едно време, викам Да? кога сум смелила цена јас. Може не сакајки, може нешто ми подметнал некој. Ќе му направам Леле, стрес, кумба. нема да оди во шопинг, поќе онлайн ќе ги нарача. Јас трипам секогаш пред да излезам, ништо не сум земала, не сум ни купила ништо, нема како да ми свири тоа и цело време вака поминувам. Викам сега ќе свирне. Значи сум го погодил прашањето. Еднаш ме тресеа во Рамстор, излегов и она ми каже дојди и ме носе у магазин и ми проверува што имам утачна. Ништо, а свиреше тоа. Ништо немав ни купено, и јас се посомнав, викам да не земав нешто да го ставив не сакајки. И затоа сега кога ми Мене во кажа ти странство викам, ми се десило нема така. шанс. Така да, Црвена ништо сум? страшно. Не. Си црвена, Ова, вином се да погрижи. не го ништо пробувате, да ова нема. боли. Така, Ама ти значи... не мрдна вече. Јас вака се враќам. Па сега ти си многу нежен. Значи си многу храбра пред се што прифати, некој не сака едноставно, Па не ти кажа, прифаќаат па ти си луѓе. ми другар, ми кажа, Така нема да. да има безобразни прашања. Јо со Неки видов Балтазар ја прашањата пушти претходно. капката, како нацртано, так излезе за 2 сати Браво за Супер. него. Па дечки, дојде крајот си на оваа емисија. Фала ти Дуле што ми даде да ја одјавам емисијата, кате премногу фала што ни беше гостин денес. Да, ни го осветли студиото, донесе позитивна енергија. Точно, Супер беше. прв пат да запееме, да се играме, Да, да полажиме малку. Беше Али, јако. дечки, вие бевте многу гостопримливи и баш поради тоа се осеќав многу. И ти посакуваме многу
убав да имаш кариера на двете полиња. Гледам дека и двете работи исто си ги сакаш. И се надевам следното кога ни дојдеш, ќе имаш некое такво портфолио големо, што ќе можеме да направиме една целовечерна емисија. Сакаме во македонски филм да те видим. Да. Главна глумица во македонски филм. Значи уште од утре да почнат да те барат. Ваква чупе не може да не го побарат во македонски филм. Па ете сега ние ќе пробаме малку да експонираме со емисијата за да почнат да ја барат. Фала ти уште еднаш. Фала ви. Сега тука можеме да Прекрасни. завршиме емисијата пошто Кате се брза за на работа. Гледајте Брчиме со Дуле, фичуринг кумбата од денес. Да. И се гледаме во наредната емисија. Чао. Чао.